Дали некој од вашите други тројца браќа страдаа заради ВМРО-цот Ефтим Гашев? Буквално не, но тихо така, дистанцирани, тешко напредувала во служба. Поготово реков преди малку, постариот брат беше професор, дури по старите години успеа да влезе на факултет, иако е еден од првите повоени доктори на географски науки, он не можеше да просперира. Дури на крај, кога веќе тие блокади почнаа да попуштаат, он стана доктор на науки. Значи, он тоа го чувствуваше. Борис, како Поп Ѓорчев стане новинар, и тоа ексклузивен новинар на Нова Македонија, авторитет во новинарските кругови долго време, со товарот на Богдан Поп Ѓорчев? Та си го носев. Таа хипотека ја носев и јас. Тоа имав некоја среќа, или еден човек, во случајот Лазо Мојсов, на време ги уочи тие неправилности, тие следења, тие притисоци, и за разлика од Васелинка Малинска, која 52 година не ме прими во Нова Македонија, тогаш конкурирав, поединечно беше тоа, тогаш беше таа директорка на Нова Македонија, рече дека ми бараше практично партиска книжка, што би се рекол. Тогаш не можам нити да бидам ни скојавец, камули нешто повише, 19 години имав. Наредната година се обидов кај Лазо Мојсов и ме прими. За дивно чудо. И тој негов благослов остана, морам да кажем, неговата честност, визави мене, визави нашето семејство, визави сето тоа што го имавме како хипотека. Лазо Мојсов 44 и 5 бил заменик воен јавен обвинител на Македонија. Заедно со својот братучев Александар Христов Цанко, академикот, он биле двајцата челни луѓе на јавното обвинителство. И го знаеле сиот случај. И јас имам изјави од нив двајцата, и беа цврсто убедени дека Богдан Поп Ѓорчев е чист, како врвни познавачи и началници на таа служба која обсервирале. И можем да кажем дека беше Лазо Мојсов директор на Нова Македонија, уште 3-4 години после тоа. Од Велес постојано на неколку месеца доаѓа протестни делегации, да го прашаат Лазо Мојсов, знаете ли кој ви работи во Нова Македонија? И он вика, кој е тој? Што знам, вика, тоа младо момче, 20 годишно, 21. Ама не за него, за татко му. Што е за татко? Па тој е народен непријател. И вика, сигурно ли сте го тоа? Вика, да, знаеме ние. А тогаш делегациите беа составени сојузно комунисти, Народен фронт, односно социјалистички, борешка, жени и млади. Поп Ѓорчев, мислам дека ме гледаш, би било добро да го чуеме. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Господин Томиш, поздрав. Прекрасна емисија. Поздрав до гостите. Човек кој што цел тој период, така наречен двајца без душа, трети на гуша, сум го преживел со доста сведоштва на такви нечовешки постапки, само онака телеграфски, да кажем, неколку случаи. Например, еден селанец, неписмен би рекол, во времето на СРЗ, кога се граба овците, за 3 дена беше осуден на предопштинскиот центар од луѓе нестручни, луѓе собрани околу трибината, кои што беа одредени да викаат само смрт, смрт, и после неколку денови тој човек беше ликвидиран и не се знае неговите котски каде гнијат. Се јавувам заради друго. Ова нас ни се повторува низ историјата повеќе пати. 18-та и понатака, 45-та година, за жал и сега. На луѓето кои што да страдувале, меѓу кои што и мои луѓе, не можат болките со ништо да им се надокнадат. Меѓутоа, да во историјата се едно се стави крај на сето ова што ни се случува, мој предлог е не само декларација за рехабилитација, ами закон
за осудување, макар и постхумно, на носителите на ваквите појави. Зашто ќе речем? Заради тоа што и ден денеска имаме доста следбеници на оние кои што биле носители на ваквите потпати, просто се гордеа со тоа што нивните родители го чинеле. Сведок сум на еден младич, не младиш, човек на 50 на години, ни се придружи при еден разговор и ни вика: мојот татко во мроците ги носеше околу ова дрво и тераше после полноќ во 1 или 2 сата од нојка да заврта 3 пати, а потоа ги носеше те на кое место тамо ги колеше. Ова зашто викам дека ни се повторува за жал и денеска. Бев сведок на овие нашите денес бранители кои што ни се режија конструирана една судска постапка, раштански лозија така наречена. Потресно окажување на една сопруга од тие наши кои се судеа таму. Вика, ми дојдоа 20 души без никакви ознаки, без никаков документ во семејството, и кога мажот ми го зема, а не знаете кои се тие, оти беа само во униформи некакви црни, не знаете дали ќе уносат планина или каде, мислебе дека се киднапери. Вика, мајка му, мојата свекрва се фати, вика, заноте не го пушташе на 80 годишна, пиштолот ти го ставија в уста. Истиот таков начин, истата постапка ја направи и према моето 12-13 годишно дете, кое што сега има тешки последици, психички последици. Сакам да речам, ви благодарам многу на оваа искрена исповед. Продолжуваме во емисијата дебата. Професор Рачовска, сега отворам едно прашање кое е многу карактеристично. Живи се актерите на судењето на Ченто. Имате ли чувство на грижа кај тие луѓе? Не знам, тоа никој интимата се уште до крај не си ја кажал, макар што дел од нив веќе со самиот чин што дадоа согласност дека Ченто на вистина е неправично осуден, дел од нив дадоа на писмени изјави и се покаа дека однапред била се изрежирано, кажа јавно за Ченто. Мислам дека сепак има доблест толку барем да признаат, а интимно би требало сепак да си дадат по една исповест како се чувствувале тогаш, како сега. Добро за историјата да остане тоа запишано. Но сепак мислам дека се уште до крај не се отвориле и дека... Гашо, вие обично... Но за жал мислам дека многу од тие луѓе мислеле да и тогаш дека правилно постапуваат и сега. Дел од нив не сватиле дека не се работело за непријатели, туку се заработело за наши луѓе македонци кои се бореле за Македонија. Нив ги чувствувале дали толку нивната свест била пројугословенска, деформирана, да се што е понагласено македонско го смета за непријателско. Дел од тие луѓе кои биле екзекутори, кои учествувале во тие монтирани процеси како суди, сведоци, лажни и така натаму, дел од нив смета дека правилно постапувале. Има изјави дека јас сум убил тогаш, ќе убиев и мајка ми да ми наредеше партијата. Значи има и такви умови, затоа и на почетокот реков таа догматска македонска свест, ограничување, бришење од се што е свое, прифаќање нешто туѓо како свое и така натаму. И тоа, за разлика, например, од овие големци или големи имиња, така. Комунистичкото движење и постфашистичките раководители и на тајната полиција и на ЦК имаат некои од нив 5 на убиства на една секретарка, па убиства на друга грозни силувања, партизанка, кои се уште не се отворени, не се открени, да. А стигнале до професори на факултет, до шефови на полицијата и така натаму. Кога би можело да се очекува тој тип на така наречена народна демистификација на луѓето кои биле од вторите, третите ешалони и така натаму? Мислам дека до крај не може се да се дестимифицира. Мислам, еве само репресијата на жената која е вршена, изживувањето врзна и така натаму, заради достоинството на жените, тоа досие се уште не го отвараме, не историчари.